Нема настава во виничките училишта Славчо Стојменски и Гоце Делчев во Виница и Истибања. Родители и деца протестираа против воведувањето на двосменска настава во училишта. Имаше спроведено анкета со која 90% можам да кажем од родителите не се согласуваа со одлуката. Башка одлуката на Советот на родителите уопште не е ни прифанана или да се погледне. Досега учениците од предметна настава учеа само прва смена, додека оние од оделенска само втора. Нешто што оние кои протестираат бараат да се задржи и во иднина. Значи сега на средина на школска година некој да се игра мајтапи со децата и со нас, со родителите, мислам дека нема смисла. Како прво нашите деца одат попладне, имат други активности, одат на ракомет, одат на аеробик, одат на англиски. Ако оде втора смена, кое време ќе е тоа? Значи сега се испоремете. Од друга страна, од општината информираат дека измените кои требаше да почнат да се спроведуваат од денес се направени на барање на родители и наставници. Во август добивме иницијатива од група наставници и родители за ротација на смени во училиштата. Како ненадлежни, иницијативата ја предадовме на училишните одбори. Откако тие донесоа одлуки, добија и позитивно мислење од Советот на општината. Ова што сега се случува е класична манипулација со децата и има политичка позадина. Како аргумент плюс да потенцираме дека речиси сите училишта во државата работат двосменски. Стои во реакцијата од општина Виница. Независно од ова, околу 20 на родители најавија дека настава нема да има се додека не се врати стариот начин на работа на училиштата. Протести во Виница, родители на ученици закажаа и за утре. Во меѓувреме, најавени се инспекцијски контроли. Според законот се предвидува глоба од 1000 до 2000 евра во денерска противвредност за родителот, односно старателот, кој што ќе го оневозможи наставниот процес на своето дете.